ми го испиле Джеймисонот, па сега се пијам кисела вода и усвари не ми е Джеймисон фак, Джек Даниелс ми е фак. Джекот, барбон. Да. Барбон значи Пред сакаш поише. некој ден ми донесе еден мој многу добар пријател една таква добра ракија. Домашно. Коњак. Домашна, ама правена коњак. Песк, колку? Не знам колку е. Мене битно ми е дека кога ќе ја пробам, го чувствувам вкусот на грозјето, нема киселина, не пече и некако замислувам дека и со благо би била добра. Дигестив. Така, Дигестивче, дигестив. Александар, ти благодарам што ја прифати поканата да разговараме за ракомет. Не сме имале прилика да се запознаеме директно, еве сега ќе го искористиме ова кафе муаве за тоа. Две теми ми се со тебе интересни за кои што сакам да разговарам. Една е РК Бутел, а другата е РФМ. Интересна и актуелна тема. На своји, ќе кажам 43, на своји 53 години се уште си признавам дека имам многу за учење и постојано учам, а пред година-две од мојот ракометен пријател Ѓоргоновски научив една многу важна работа, а тоа е дека луѓето кои што инвестираат, тој вака вика Ѓорган, абе тие што инвестираат пари во ракометот, абе со закон треба да се заштитат. Затоа што де факто ракометот е спорт кој што не носи никакви приходи, носи одреден имидж за компаниите како општествено одговорни, носи една очигледно едно чувство на задоволство на кај луѓето што се одговорни што ги носат тие одлуки, а профит нема. Така е. Како е твоето искуство од инвестирање во инвестирање? Не може да биде инвестирање пошто кога инвестирање очекуваш нешто да се врати. Така. Како е твоето чувство после колку години е Бутел веќе осма година. Реоформен да го кажеме, така? Да. Прво ти благодарам на поканата, Виктор, поздрав и до сите гледачи и симпатизери на Само ракомет. Бутел е 8 година веќе, од кога гостувавме, почнавме од прва македонска лига тогашна. Веднаш влеговме во Суперлига, направивме добра екипа. 8 година котираме, па би се рекло задоволително, цело време сме тука негде со пласман од 3 до 6 место. 3 пати излеговме во Европа, игравме 3 интернационални утакмици квалификацијски за во Лига Европа. Како што кажа, е љубов. Јас од мали нозе, значи првото што сум почнал да тренираме ракомет преку основните школи, па клубови, младенски репрезентации и така натака, продолжува таа приказна со РК Бутел од другава страна, да кажам, од менаџерски аспект. Така што мислам дека е успешна приказна која што се надевам дека Девик Вуднина ќе продолжи. Убаво, имаме пионерски школи, имаме школи за дечиња, младинци, кадети, сениорите се напреваруваат на едно задоволително ниво, така што на почеток на секоја сезона, кога и да прашаме, ај сега прогноза за годинава, и сега последниве години нели е Пелистер, Вардар, Алкалуид и обавезно Охрид, Бутел позадина. Тука не е обавезно. Па види, имавме... Никој не ве подценува Бутел. Не, во Бутел е секогаш тешко да се игра и доаѓаат клубови доста спремни. Сме имали интересни утакмици со овие првиве што се Еврофарм, Алкалуид и Вардар. Ја подмладивме годинава доста екипата, меѓутоа не се осети на квалитет. Тука сме моментално сме пето рангирани, би требало да се пласираме во плейофот, па таму да бидеме една конкуренција за сите, пак незгодна екипа за другиве. Како го замислуваше РК Бутел пред 8 години? Седиш, разговараш, нели, семеен бизнис, фирма, ќе дадеме пари и сега во бизнисот е така. Една краткорочен, долгорочен план. Кај се гледаме за една, за 5, за 10 години? Кај го гледавте тогаш Бутел за 10 години? Имаше ли такви визии тогаш? Конкретно, знаеш како, тоа беше еден адхок потек, буквално клубот беше
беше пријавен во последен момент, значи негде ја јули почнав да работам на формирање, јас директно бев уклучен во формирање на Да се селекцијата подсетиме, на Бутел играчи. постоеше како клуб, па беше замрен. Да, Бутел има играно во, не знам, таму втора југословенска лига, има и некои интернационални надпревари и така натака. Беше замрен, и тоа сигурно некои си добри 15 на години, 20 немаше ракомет воопшто на клубско ниво на територија на, ајде да кажам, општина Бутел или поранешна општина Чаир. Така што ние оформивме ново акционерско друштво, нели, согласно законот за спорт. Го формиравме од нула од таа прва македонска лига и ја направивме екипата буквално без, знаеш како, без никаков план и некако генерално е тоа во спортот така, чивијата ти го правиш тоа, чивијата ти влага отпосле и некако се повеќе се инволвираш секако и финансиски и оперативно. Така што генерално немавме некој план, адхок беше така, ајде ќе правиме клуб со таткови, негова беше идејата. Викам, добро, јас само што се пензионирав од ракомет, имаме тука фирмава, треба некој да работи. Ајде не ќе направиме, вака направи го ти, знаеш, ја влегов. Да не ти направи дефокус нешто од бизнисот таму, да не му се мешаш во штипки. Не, напротив, баш мислам тука и во бизнисот сме си поделени, не имам одлична соработка, он си работи со еден дел од ваквото, јас си водам исто така одредени сектори. Не ми направи дефокус, меѓутоа ми создаде дополнителни ангажмани во поглед на организирање на цела таа екипа, па каде тренинзи, па утакмици, па играчи договарање тренинзи, ние нов клуб. Сега ги кажа клучните прашања после што ќе зборуваме во вториот дел за РФМ. Каде тренинзи, кои играчи, буквално баш беше така се. Ја почнав од нулата, ама се доаѓам, знаат сите од ракометов дека сум играл сега. Викам, ај ќе правиме клуб, па како ќе правиме клуб, кај ќе играте? Сега ги донесеш првите играчи, да направиш сериозна екипа. Знаеш, луѓето и играчиве кај нас барем генерално во минатото имало клубови кои што кампањски некој период котирале добро, па скаснувале и така натака. Ке живуркаат, па ги снема. И сплашени играчи, знаеш, да нема редовна плата. Ке не заглави овој се. Ке не заглави, знаеш, имаше такви, меѓутоа тие кои што се одважили, охрабрија, како да ги кажам, одлично помина вака и успеавме врз база на таа доверба и програма која што им ја презентирав и кај го гледав ја клубот, влеговме одма во Суперлигите, влеговме без ниеден пораз, значи баш буквално бевме супериорни во однос на сите во прва лига. Котевски ви беше прв тренер? Котевски ни беше прв тренер, да, Коте ја прифати поканата. Печенковски, мислам дека беше капитенот, дојде од Суперлига, прв играч кој што дојде од Суперлига и од таа генерација која повлече нога. Да, повлече нога буквално и од таа генерација која што почна со нас. Тука е Божо, голманот. Блажевски, да, така е Божовски. Понешо Блажевски, Томче исто така што замина во Вардар минатата сезона. Ајде да не заборавам, некои ќе ми се налудат после на... Добро, претежно се млади другиве. Али претежно се другите млади. Кико Василевски се пензионираше исто така минатата година и он беше од Тој работи сега во младите категории? Кико Василевски во младите категории, да. Води, мислам, дека пионерите, кадетите, така. Пионерите, да. Значи, он беше со нас од самиот старт. Козла не, Козла дојде од после, веќе бевме во Суперлига, етаблирани во репрезентативци доаѓа до Бутел. Аѓа и репрезентативци, да, Чаневски беше тука, Боки дојде исто така од Дохрид, Младеновски, Јовица. Да, Даскаловски поминаа доста играчи вака. Интересно. Низ Бутел, интересно, да. Многу брзо го направи тој имидж Бутел на сериозен противник. Па да. Знаеш како ја направивме, го направивме системот, значи направивме цела организација да функционира баш, да кажам, на едно професионално ниво во Македонија, буквално од сала, услови, тренинзи, припреми, терапеут, исхрана, младински категории, кадети, пионери, така што... Знам дека извини што те прекинам, знам дека во таа сала во период кога беше грчевски тренер работеа индивидуално, пивоти, голмани... Работеа са бајле тренинзи, буквално тука имаме поддршка и од општината, кој што ни ја дада салата на користење за возврат ние
зборам ние, јас како фирма, како овакво инвестиравме, променивме подот, соблекувалните и така натака. Држиме салата баш во вистинска кондиција, ја грееме сега зимно време, значи се снаоѓаме да имаме баш оние основни услови за тренинг и за надпревари. Така што мислам дека самото тоа си даде една додадена вредност која што ова ти што го кажуваш го привлече окото на ракометната јавност дека тука стварно нешто се работи, ајде да кажеме се цели кон тој професионализам според условите кои што ги имаме. Има некој систем, има визија. Имаме систем, имаме председател на клуб, имаме двајца спортски директори, тренер на сениорска, тренер на младинска, како што кажа физиотерапеут, лекар и така. Втор момент кој што беше многу интересен, а например на кој што јас се ставам во таа една група на вистински љубители на македонскиот ракомет, се радуваме, а тоа е моментот на промоција на млади играчи. Например со ангажирањето на Марко Митев од Аеродром, ангажирањето на Субашевски, ангажирањето, само може ќе промашам некој Деки, Бојан, значи еден куп на млади играчи, а и оваа сезона пак некои играчи што нема место во некои браќата Узунчеви. Значи Бутел е клубот кој што онака баш вистинска средина и пролет има. Еве да ги спомнеме тука. Има еден таков момент, така кај што им даваат шанса на младите не упорно да седат на клупа и да чекаат, него онака баш да ги фрлите малце во оган. Така е, моментално имаме 4 младински репрезентативци. Целта и постоењето е на клубот да, ова ти што го кажуваш, вадиме нови македонски играчи кои што понатака со својата афирмација преку Бутел и шансата што им се дава успеат да се продадат и да отидат во поголемите клубови кај нас, на повисоко ниво, да играат и нормално во поквалитетни клубови и лиги и да стигнат до репрезентација. Така е примерот и со Марче. Марче дојде од Аеродром, ја искористи шансата која што му ја даде тренерот, буквално експлодираше, отиде во КЛУ ТВ во СЕВА репрезентација и еден од лидерите на репрезентацијата на само 20 и колку има 21-2 години. Зборуваме дека дојде во Бутел, немаше ни 18 години. Немаше суперлигашко искуство ич, нула. Суперлигашко искуство нема. А се наметна како прв, како да кажам, среден бек кај нас, а еве го и во репрезентација. Има одличен напредок во кариера, се надам дека така ќе продолжи. Одлично дете, мислам вака стварно фантастичен жртвич. Тој момент на такво задоволство го гледам кај мојбе во Аеродром. Марко Митев, не знам. Некои дечиња од тука онака кој ќе добијат онаа прва страст да речам за ракометот. А и тоа ми е тема што ќе збориме после. И како го гледаш нивниот развој и ти е убаво си постигнал мисијата е комплетирана. Да, така е. Тоа што си го работел, гледаш дека уствари имаш задоволство затоа што излегол некој производ од тоа кој што успешно правилно сте селектирале, правилно сте го воделе, оставил свој печат и во тие клубови кои што, ајде да кажеме, се матични клубови или во младинска категорија. Кај вас во Аеродром, кај нас во Бутел. Гордост е тоа и на клубот и на нас како раководство. Сега, ако предеме сега во оној вториот момент на целите, значи покрај овие цели, постојано да се создаваат играчи, постојано да е полна салата, постојано да има селекции, што е целта не е тука пак ќе кажеме, не е ни профит, ни оти продажба на играчи, не постои продажба на карти, нема телевизиски права, уште помалку вака некоја го се најде ко мене, добро. Така, значи тој момент на љубов. На љубов и сега оној момент на дополнителни инвестиции. Значи дали на пример клуб како Бутел, затоа и те прашав претходно како сте се замислувале за после 10 години, дали некојаш размислувал да нападне титула, да нападне Лига на Европа. После имаме еден интересен момент за тој дуел со Алпла Харт беше. Ќе ти кажам нешто смешно. Дали тука има дали како да кажам, дали се јавува еден момент дека ај уште малце
да притиснеме или сепак е голема разликата? Моментално збориме и играчки во аспект на услови постои така поголем гап да кажеме од ова прва тројка која што е да кажеме до втората тројка, четврта. Да, до други екипи кои што се во Суперлигата, сепак ние сме клуб кој што приватен клуб кој што го финансираме од наши средства покрај нормално субвенционирањето кој што го имаме државата, кој што не е незначително. Ако кажам дека немаме амбиција за ништо, онда не би бил во оваа ситуација како што сум сега. Нормално е секогаш да имаш амбиција, меѓутоа, знаеш како викаат, да ги пружиш нозете колку што е чергата, одиме чекор по чекор, секој и мал успех и за клубот, она што го кажам, не е само резултатскиот успех да извадиш репрезентативец. Пази, ние имавме година пред 2 години, младенците ни беа вице шампиони, кадетите ни беа шампиони, а сениорите ни беа трето место. Тоа што го направи младинците и кадетите за мене беше не знаеш какво достигнување. Значи, пак мимо резултатот на сениорите има и други некои плодови кои што те прават да имаш сатисфакција во тоа што го даваш за ракометот како. Или кога ќе се разбудиш наутро, ќе се погледнеш во огледало и ќе кажеш: Александар, добро е ова што го работиш, продолжи. Така е. Ние за релативно кратко време направивме резултати кои што клубови кроз цело постоење не може да го направат. Сме завршиле трето место, сме играле Final Four на Куп на Македонија, 3 пати сме играле Лига Европа. Сме имале ова што ти кажам младинциве, кадетиве ни играат и годинава и лани, ајде да кажам, ни се тука цело време во топ 3, топ 4 екипи, што ме прави стварно среќен. Моментално во школата во Бутел има преку 150 деца. Браво. Кои што тренираат и во Бутел и во Радишан и во салата. Така што тоа е една голема сатисфакција и за тоа што го давам ја за клубот. Не мора да значи само резултатски на сениорско ниво. Мене од секогаш ме мачела една тема и можеби ти си правиот човек со кој што вистински може да разговараме на таа тема. Клуб постои 20, 30, 40 години, не е битно, поминува низ различни фази од животот, од бивша Југославија, Нова Македонија до трансформации, акционерски друштва. Постојано сите клубови чекаат од некого нешто. Таков е мојот впечаток. И сега јас размислувам, ако X компанија, нели, одлучи да инвестира во спортот, да инвестира во ракометот поготово, дали размислува во некоја фаза од тој развој на сериозна инвестиција, пример спортски центар. Еве, јас цело време со тоа се мачам, не можам никако да ја најдам таа равенка, дали ако, ќе земеме Бутел, дали ако Бутел, односно собствениците на Бутел, толку години, веќе 8 години инвестираат, дали кај нив се појавува и тој момент, чекај, дај да направиме еден спортски центар, една сала, 1500 гледачи, мала сала, фитнес, не знам, ресторан, ова, дали има тука некаква бизнес логика или прашањето, зошто никој до сега тоа не го направи? Бизнес логиката тука би ја ставил во втор план. Од аспект, меѓутоа не е дека не е размислувано и не е разговарано. Баш ние тука што сме, ајде да кажем, во што ми се луѓе, што ми го водат клубот и доаѓаат често со идеи, јас имам разговарано и. А вие сте најблиску тука, пошто компанииве се градежништво, да, од аспект тоа знаеш, со проекти, вака на квадрат, толку на квадрат. Математиката брзо се прави. Не, имам разговарано дури и со луѓе од општината за баш за конкретни места во општина Бутелке што би можеле да направиме некој спортски центар, па да искористиме дел од, не знам, овие што се ИПАРТ фондовите, грантови и така натака. Значи, не дека немаме разговарано, како да кажам, предизвик, не знам дали некој од клубоје кај нас во Македонија, таква инвестиција од клуб или компанија која што освен ако некако ни излегува цело време од фокусот, не е она што го направи русинот со Вардар Самсоненко.
Да, тоа искрено да ти кажам, не знам дали беше некој, може и беше јавно-приватно партнерство. Тоа сигурно беше јавно-приватно. Да, така беше така. Што се случи понатаму е друго прашање. Да, мислам дека сега е дадено на Македонски олимписки комитет, точно, али некој вид на таква опција со јавно-приватно партнерство е возможно и би дало доста голем, ајде да кажем, акцент на развојот на таа инфраструктура во сите спортови, не само во ракометот, зашто реално ние ако сакаме развој на спортот генерално во Македонија, мора да имаме инфраструктура. Значи без инфраструктура, што значи тоа? Да имаме сали, да имаме теретани, да имаме основни услови за игра. Значи да имаме како се вика топли сали, да имаме каде спортски комплекси кај што нашите деца ќе тренираат, кидат на припреми. Неминовно е за развој. Со Кики Грчевски кога снимавме тука подкаст, го натерав, пошто знам дека он животот покрај ракомет има допрена точка и со хокеј. И го натерав да ми донесе опрема за хокеј. И правевме своевиден хајде да речеме, еден црн хумор на темата спортските сали во Македонија. Како е играч кој што е млад и резерва и седи 55 минути и ги добива оние 5 минути garbage time. Крши прст. Така е, да. Види, за тоа она што го правиме ние и ајде да го отвориме после темата и за другото што сакаш да го прашаш, значи главна заложба мора да биде тоа. Поготово во лиги, ќе кажам Суперлигата, кај што имаме стварно клубови со сериозни буџети, значи мора да се исполнат основните услови за игра. Значи не може да играме на 5 степени, иначе 30 степени на 5 степени во зима, иначе 30 степени во лет. Значи мора да се најде начин да се створат барем тие основни услови кои што се за игра. Прва точка инфраструктура. Да, добра помина. Така, значи сега доаѓаме до оној вториот момент. Вториот момент е дека Александар ти си условно кажано првиот официјален кандидат. Ќе те прекинам само во однос на инфраструктурата. Она што сега вака го имам податок, а и го гледам, а и исто така и во неофицијален разговори со министерот за спорт со Борко, се прават нови сали и се реновираат моментално. И тоа не е една. Мислам дека се реновираше сала, не мислам, сигурен сум во Радовиш. Во Радовиш пуштена е. Пуштена. Салата во Куманово исто така чека да се пушти и таа е реновирана. За Прилеп, колку што знам, има најави таму да се прави сала. Некои нови сали, расадник е веќе почната, така што мислам дека сме на добар пат околу подобрување на целата таа инфраструктура генерално во спортот. Да не испаднам дека сум и политички, пошто ваму во ракометов сум карактеризиран како вардарец. А ја викам, да бе, вардарец. Ама ги сакам сите македонски клубови. Така, да. А да не ме карактеризира сега како ВМРО-вец, ама де факто кога е таа гарнитура на власт, имаме активности поврзани со инфраструктурата. Реално од сега имавме еден вакуум од некои 6-7 години кај што ја од ова сега што го знам и го гледам, имаме стварно помак во однос на инфраструктура и се надевам дека ќе продолжи во таа насока. Мислам дека и целите и идеите и на целото министерство и на министерот на чело е баш да имаме една добра инфраструктура со спортски комплекси, со сали, со основни услови за игра. Сега ќе се вратаме чекор назад, па ќе почнеме на втората тема. Оно што ти спомнав со Алплахарт. Значи, дуелот, Бутел изгуби на гостување некои 4-5 разлика, достижна предност, Алплахарт не е некој етаблиран противник и во Скопје губиме пак некои 4-5 разлика. Суди бугари, катастрофа од судење. Памтиш подобро од мене. Мене ми остави тоа еден длабока трага, пошто многу ме погаѓа моментот кога ЕХФ со нас се однесува лошо. Делегирање на судии од Бугарија, која што не знае како се изговара ракомет, а не како се игра, на таков важен надпревар за нас беше навреда тогаш. Небитно. Изгубивме што изгубивме, следниот ден се слушам ја Кики беше Грчевски тогаш тренер. Што да кажеме, како да кажеме кам брат, вака ќе ти кажеме, за да не се секираш. Отвори го сајтот на Алплахарт, ќе видиш точно 95 спонзори, 25 покровители. Отвори го нашиот сајт на Бутел, ќе видиш едва 10 спонзори, од кои што 8 се иста фирма. Сите се врзани со мајката фирма. Со мајката фирма, така. Со работење, да, така. Види Алплахарт. Ова прашање го врзувам со РК Бутел, а после ми е дел од прашањето и околу темата
ракометна федерација, односно председател на ракометна федерација. Значи, ме разбираш? Да, те разбирам, значи, да. прво од аспект на собственик на клуб и од аспект после на креатор на ракометни политики. Апла Харт е едно мало место кое што, како кажем сега, не знам да направим на паралела тука, не знам точно број на жители, кои што клубот е буквално, да кажем, градски, односно живее за ракометот. Во клубот се наоѓа една од најголемите фабрики за производители на капачиња на Кока-кола. Сега, немој ова да ми го зима 100%, али од што ме држи памтењето. Така што клубот тогаш, значи збориме за пред 4 години, имаше околу 1.200.000 евра буџет. Мислам дека не се ни пласираше во групи на Лига Европа, така. Така што генерално треба да поработиме на таа, како да кажам, популаризација на ракометот и на спортот генерално, да ги охрабриме компаниите кои што, пак ќе кажам, тоа не се како што кажете, не е инвестиција, меѓутоа е една општествена одговорност која што на самата компанија дава едно портфолио, односно една како да кажам, поинаква слика дека ете, покрај профитот кој што го прави работејќи во стопанството и тука, дека дел од парите вложува, односно ги дава во спортот, затоа што види, ние како мала држава, пази, немаме море. Така, немаме, да речеме, не знам каков природен материјал тука па да извезуваме и така натака, или минерали, или нафти и чуда. Значи, нашиот развој единствено мора да го градиме преку спортот и преку културата. Значи, нашиот најголем амбасадор е спортот. Кај ќе не видат нас македонци ако не е европско првенство во ракомет, светско во кошарка, не знам одбојка, не знам борењето, олимписки игри и така натака. Така што треба да сватиме дека ние со самото тоа што го даваме и во клубови и федерации си правиме промоција на самите себе и на нашите деца. Тоа е едно. Другото, ги влечеме деца во улица. Значи, уште поважно. Што е уште поважно. Генерално и колективниот спорт, мимо тоа што ете, здраво живење и така натака, носи еден социјален аспект кај што си научен да делиш со сите, знаеш што е колектив, кој што е една многу добра основа за понатака во градење на карактерот на тие деца. Така што тоа треба да ние да се потрудиме да им го презентираме на компаниите, да ги охрабриме да ете така, помасовно влегуваат во генерално во спортот и во ракометот во Македонија. Ракометот ни е спорт број 1, најголем амбасадор, најголемите спортисти, легенди кои што се во македонскиот спорт произлегуваат од тука. Ајде, машкиот ракомет да кажам, имаше и женскиот ракомет, некои своји така светли точки. Ние малце во пат, меѓутоа не значи дека не може да го вратиме каде што беше. Треба да се работи на тоа. Ги допираме сега полека точките од оној втор дел што сакам да разговарам со тебе, тоа е твојата кандидатура за председател на Ракометна федерација. Мандатот на Мукаетов завршува, веќе е јасно, нема да се кандидира, не може. Може би и се умори малце. Тешки години беа за работа, многу обврски и ај вака, овие две теми, спонзорство и инфраструктура, јас пак ќе ги вратам на со еден мој коментар. Ај вака сега, ти си веќе 6-7 години во управниот одбор? 4 во последниот мандат. Од кај инспирацијата за управен одбор? Не, за председател. Од кај инспирацијата? Не е тешко прашање. Истата инспирација која што, како ти кажам, која што ме водела за да го основам клубот на клубско ниво, сега ме води да влезам во ова, како да кажам, конкурент за позицијата председател на федерација. Значи, мотивот кој што ми е и целта, идејата за тоа е, како да кажам, синхронизиран и единствен да направиме нешто подобро за македонскиот ракомет. Значи, тоа ми е водилка,
мислам дека можам, знам, умеам со тимот кој што го имам позади да на било кое ниво, дали е тоа инфраструктура, дали е тоа машки ракомет, дали е женски ракомет, да го држиме и ако може некој степен, некој ниво повеќе да го надградиме ракометот. Јас со целата моја фамилија, кога зборам фамилија, тука зборам и стари деца, и дедовци, деца, сме тука, значи јас функционирам тука, имам мене фирмите кои што ми се тука работат, творат во Скопје, 90% од работата ми е тука во Македонија, така што се гледам тука, моите деца ги гледам тука и сакам да направам нешто добро за генерално и државата и спортот и ракометот, како во него сме, тука сум веќе од дете, од играње па до бутел, па сега е здравје Божи федерација. Така што тоа ми е единствената водилка која што е дојдена да поднесам оваа кандидатура за председател. Мисля да ти поставам прашање, многу си млад за таа позиција и после нешто ајбе на Google отвори, види денеска, фала Богу, Google ни нуди опции. Мукајтов кога се кандидирал бил на твоја возраст отприлика. Може грешам година-две, ама може и не грешам. Мислам дека Живко е 51 година, така што со мандатот тука негде. Јас сум 38 години, да. 13 години кога се вратиш, да? Така е. Види, млад. Да, ако земеш се млад. Па да кажам во зрели години, во години во кои што мислам дека имам најмногу енергија, мислам дека сум како да кажам, ефикасен, најпродуктивен од аспект на работа, од аспект на енергија, на генерациите кои што се, ајде да кажеме, сега. На тие години може да имаш и поголем прак на толеранција, ако ќе стигнеш кај мене. Па добро, така што мислам дека е право време. Не сум млад, имам доволно искуство и во делот на менаџирањето преку приватниот бизнис кој што го имам со ракометот. Ајде сум ги поминал сите категории од играч па до председател и спонзор на клуб. Така што мислам дека годините се Тома. Постои еден мит, да го наречам, ја не се сложам со тоа, дека председателот на федерацијата, дали ракометна или не знам карате или било која, дека главната улога му е да донесе спонзори во федерацијата. Ја не се сложам со тоа. Поготово што изминативе години знаеме дека државата навистина добра помош одвојува за, зборам се од аспект алкалоид бил или не знам ватростална биле, затоа што они ги давале главните средства. Мислам дека не е така. Не е единствено само тоа, меѓутоа е многу битен фактор. Условите кои што ги има моментално федерацијата, кои што ги има години назад, не се воопшто занемарливи, се на едно највисоко ниво, зборам од аспект на сите федерации, на федерации не само во регионот, туку и во Европа. Така што тоа е една подлога која што понатака овозможува да произлезат сите тие успеси, подеми на целата федерација. Председателот пред се треба да има и добар оперативен тим. Значи лобирањето исто така е многу битно, функционирањето во кругот на самата федерација, на самите клубови. Федерацијата представува еден сервис на клубови, суди, делегати и сите инволвирани кои што се во ракометот, така што сите новини, сите идеи, програми и така натака треба да произлезат од тука. Нормално да, спонзорството е исто така незанемарлив дел, али мислам дека све комплет треба да таа фигура да ја сочинува како индивидуал. Ајде ќе ги поминеме, имам некои 5 точки. Да има разбирање во ракомет, мислам тоа. Пред се, да знае основни правила, така натака, луѓето во ракометот. Да, имам детектирано некои 5 точки и 2 подточки, а 2 од нив веќе допревме. Значи, клучно, тоа тука нема дилема со кого и да разговараме, кој кандидат да е небитно, инфраструктурата е клучен проблем. Мене, например, срце ме боли за наша општина Аеродром. 80.000 жители, не знам, десетици илјади млади, Аеродром немаме општина за ракомет. Да поставам прашање. Како ти ја замислуваш улогата на ракометната федерација под евентуално твое водство во решавање на тоа прашање? Веќе малку допревме, мај уште еднаш да
ќе ти, значи вака сега, ајде конкретно кога збориме за ова, значи ова е дел од програмата која што спремам за кандидатурата за председател, која што се спрема и која што ќе споделам и со клубовите во блиски днина. Планот, сега ќе го кажам и кај тебе, прв официјално, делот во програмата е да во првите 2-2,5 години направиме еден собствен дом на самата федерација. Значи тоа ќе значи од канцелари поможност до еден спортски комплекс. Сега РФМ е под кирија. Сега РФМ е под кирија во се на Пуик зградите во Скопјанка. Планот е... Ќе позаправам, гласно ми стана, извини. Нема проблем. Пошто важни прашања се решава. Сега е битно ова за инфраструктурата, да, нема проблем. Ќе го исклучи. Значи планот нормално тоа би било со поддршка и на министерството или на општините или како и да го кажеш, е да направиме еден собствен дом за федерацијата кој што ќе остане на таа федерација во годините што следат со еден како да кажем, ајде скромен спортски комплекс кој што ќе има сала за сите селекции на федерацијата, мажи, жени, кој што ќе може да биде сервис, можеби понекогаш и за клубовите кои што немаат каде да играат, некој си фитнес центар, канцелари. Така што тоа ќе биде еден од приоритетите кој што јас си го давам за задача во мандатот доколку ја добиам поддршката од делегатите или да, клубовите како кажува. Дали тоа ќе биде во соработка со нека друга федерација или ќе биде само ракомет, тоа останува деталите понатака да ги издефинираме доколку ова се помине. Постои ли можност, не знам точно кој беше кошаркарски клуб, најави нема да играме ако не е загреена салата. Постои ли можност РФМ да донесе правилник? Надпревар се игра доколку салата е од, карикирам, 15 до 20 степени. Тоа Виктор можно ли така радикално нешто да го има веќе во правилник и тоа исто така ќе биде еден од основните како се вика услови под кои што ќе бидат под мониторинг клубовите. Ќе има посебно лице задолжено за тоа, кој што би бил председател на таа комисија за околу услови во кои што се играат надпреварите, така што тука во однос ригорозно во однос на Суперлигата нема да имаме толеранција. Ќе оставиме простор за прва лига и за женска лига да помогнеме ние како федерација заедно да се створат тие услови. Мислам дека според правилник испод 18 степени не треба да се 15 да. Така што тоа исто така еден од приоритетите, затоа што клубови кои што сите имаат буџети, да кажеме од преку 100.000 евра, 200, 300, 500 добиваат државни пари. Значи субвенциите се јавни. Добиваш државните пари, покри играчите, екипата, мораш да направиш основни услови за тренинг на превари. Така што тоа е исто така еден од средства. Да. Дефинитивно. Следната точка ми е исто многу важна, малку ја допревме неа, тоа се младите категории. Јас сум поборник на тезата дека на Македонија недостасува систем за помладите категории. Значи, оваа година, например, момчињата, не знам скај девојчињата како е, прв пат што влегуваат во систем на надпревари имаат 14 години. Ако ги погледнеме другиве спортови кои што секогаш не ги крадат децата, спорт, кошарка, па дури и одбојка, надпреварите почнуваат, да не претерам, па дури М8, М10, М12, М14, он веќе има 3 години искуство, малиот. Тоа е исто така една од, како да ги кажам, постулатите на кои што ќе ги има во програмата, значи тој мини ракомет, и веќе го разговарав со неколку луѓе вака кои што се во ракометот за имплементација. Забелешката ти е на место. Имаме деца кои што имаме ја во Бутел, кои што ни тренираат ракомет, меѓутоа нема нестрпливи се да заиграат на пријател, на надпревари.
Така што тоа Да облече дрес, па да има бројка, па да добие 2 минути, па гол да даде. Да има некоја табела кај што ќе знаат, да има некоја надпреварувачка. Па татко му да сподели на Инстаграм Малиов дал пенал, така. Да има некој надпреварувачки дух кој што ќе даде дополнителен мотив на децата да дојдат во ракометот и да изберат ракомет. Така што таа програма околу мини ракомет исто така ќе ја разгледуваме и ќе ја имплементираме, план да имплементираме. Дали ќе биде тоа мешано девојчиња или машки, дали ќе биде што викаш М12, М10. Затоа што во кошарката, мислам дека и во фудбалот имаат и на син ми е 7 години, веќе во група со 10 години кај што они играат. Имаат систем на надпревари. Имаат некоја лига, да. Тука де факто тие дечиња ќе ја почувствуваат таа страста на победа, на пораз и порано ќе почнат да го учат занаето, да го речам, а и ќе имаме поголема моќ да ги апсорбираме тие деца од денесна брзо време, сите сакаат брзо нешто и родителите не може да чекат. Еве кај нашиве во аеродром има дечиња тренираат 4-5 години, не изиграле надпревар. Да. Стварно толку се желни тие за има таа како се вика мини ракомет кој што имаме за цел да го имплементираме, да направиме. Дали тие лиги ќе бидат регионални по региони, затоа што пак се станува збор за помали деца, дали ќе бидат по региони, Скопски регион, Битолски регион, источен регион, кој што понатака би се собирале во некој си Final Four или би играле. Ќе ти кажам, годинава пионерската лига кај момчињата е на тој принцип. Да, знам дека по региони се играат во окружен систем. Региони, да, тоа е окей, имаат доволен број на надпревари, на крај ќе имаат нешто дури 8 на финале, па Final Four. Не се изложени на дополнителни трошоци. Преголеми трој, едно патување, две преку сила. Така што во тој концепт, во таа насока би била и таа некоја си мини ракомет лига, која што би била за овие под 12 Ја години. како представник на еден друг систем таму од бивша Југославија, израснат во тоа време, влечам спомени на еден друг исто интересен принцип, а тоа е принципот на кога играат Вардар и Партизан, пред утакмица играат младинците на Вардар и Партизан. Да, беше тоа до пред неколку години, точно. Ја кога играв исто така мислам дека беше. Играат Вардар и Бутел, 2 сата пред надпреварот, кадетите, пионерите, младинците се пак која категорија. Тоа може да се направи со помладите категории, веќе младинците се до тие пола се во прв тим веќе. Пола се во прв тим и е добро да бидат Ама колку би било мотивирачки да речеме за дечиња на 12-14 години помлади пионери, нели да истрчаат на истиот терен кај што се големи. Да. Значи имаме може такви програми да се развиваат. Тука исто така трибини, учество на и ангажирање на овие некои спортски легенди кои што ги имаме во нашиот ракомет, посетување на одредени клубови, на утакмици, на надпревари, да им дадеме, не знам, директна интеракција со децата од клубовите и така натака, моце да ги видат ова ти што го кажуваш, да ги спознаат во живо, кој што за дечињата би значило стварно една и сатисфакција и желба и да. Оти ние со години зборуваме за ракометот како спорт број 1, а мене со години па ми тлее таа и сега разговаравме на 24-ти ќе ја правиме таа панел дискусија кај што ќе имаме некои 2-30 учесници од цела Македонија, од клубови, медиуми и токму и таа панел дискусија јас така ја дадов име ракометот спорт број 1, ама прашалник. Дали на вистина е спорт број 1 по некои прашања, по некои ставки, од аспект на инфраструктура, од аспект на инвестиции, од аспект на систем на надпревари, од аспект на вложување. Пример, сега, еве, една општина дава 200.000 евра за кошаркарскиот клуб, ама ништо не дава за ракометниот клуб. Значи не сме спорт број 1. Така? Ова твојата општина. Не, ја знаеш. Ми се лутат, ја ги карам, се лутат. Јас си го кажувам мислењето, мене не недостасува. Сакам да ти ја поздравам оваа иницијатива за оваа панел дискусија, знам нели ми покани лично. Мислам дека треба да стане во пракса. Затоа што баш на такви евенти се може да се спознаат и сите проблеми со кои што се соочуваат клубовите, предизвиците со кои што се соочува ракометот и кај нас, и регионално, и во Европа,
Да се чуе некоја идеја. Да се чуе идеја, мислење и така натаму. Критика, така Ние што последниве години станавме алергични на критика, а ја сум го спомнал тоа во мојот живот, имам еден друг круг, еден друг свет кај што се живеам и се дружам, имам многу добри пријатели, а тоа е еден уметнички свет, театарски свет. Тој па е базиран на критика. Тие без критика не може да постојат. Или Холивуд без критика не може да функционира. А ние во ракометот некако се сведовме, ако некој критикува дека ова е лош, злобен, не. Критиката за мене е алатка за напредок. А не за навреда или за омаловажување или се овој не бил елоквентен или не бил достоен или кој е тој. Напротив, критиката во уметноста ги создала великаните. Што би бил Ван Гог или Пикасо без критика, кој што ќе ги... Види, таа критична маса секогаш е, како да кажам, ајде, позитивната критика и негативната критика е предмет на разгледување, тоа да видиме кај сме, што можеме да подобриме, каде можеме... Ние што сме во реалниот сектор, разбираме. Јас ако имам критика дека ни тече масло на секоја кола после сервис, така. Кај тебе вочли одма. Така, одма се гледа по улица, се гледа. Капе, така. И се јас да викам и тие се злобни, намерно зборуваат така. Така, да, во право си, така што... Или кај вас да кажат влага има во становите, така, нели? Или да кажам Бандерава, не знам. Или Бандериве криви, да. Така е, види, за тој ти кажам, добро е да се има секогаш конструктивен муабет, добро е да се има тие и аналитичари кои што се имаме спортски ракометни легенди кои што секогаш може да со некоја идеја, со некој предлог да допринесат за нешто, не знам, да се промени нешто, да се усоврши и така. Добро е тоа, мислам, и за секој спорт, а и во ракометот. Третата точка ми беше систем на надпревари, полека тука нешто зборевме за тоа. Сега е поделени сме на Суперлига. Прва лига делува овој формат интересен. Оној првиот дел можеби има некои надпревари кои што не се толку возбудливи, ама еве плей-офов е прекрасен. Единствено мене тука една забелешка ја склучна. Прво коло, 5 надпревари, сите во ист тајминг. А јас сакам да ги гледам Бутел, Прилеп, сакам да ги гледам Алкалуид, Струга, сакам да ги гледам Вардар, Пролет. Добра ти е за забелешката, исто така и тоа ни е разговарано во делот на популаризација на ракометот и тука има еден модел кој што веќе го размислувам и сме го разговарале да тоа го направиме кроз 4 дена, односно од петок до понеделник. Има такво нешто направија со италијанскава Калчо лига. Сега мислам дека последниве 2 години каде што и мислам дека и германците истото го имаат. Фудбалот ама е еден пример каде што имаат надпревари од петок до понеделник. Ова ти што го кажеш, сите љубители на ракомет кои што сакаат да гледаат, дали е тоа онлайн на лајвстрим или е во сала. Така ќе можат наместо да уживаат во еден надпревар, ќе уживаат во повеќе надпревари. Така што тоа е веќе ставено во еден процес на размислување и како би се изреализирало и забелешкава ти е на место и мислам дека во иднина доколку да кажем бидам јас избран за претседател, дека е еден од првите работи кои што ќе ги направиме. Форматот е добар на лигата, ова ти што го кажеме, конкурентна лига. Буквално имаме надпревари кои што се дали се си од екипиве кои што се да кажеме во кои што се во тој плей-аут или ќе бидат и во плей-оф, имаме буквално многу интересни надпревари, тесни надпревари. Јас сакам и Тиквеш Радовиш да ја гледам. Значи, одлично надпревари, баш сега ги гледав од последново коло, мислам, тоа се стварно, без разлика дали се Вардар, Еврофарм или игра Прилеп, Бутел или игра Радовиш со Велес, тоа се стварно интересни надпревари. Суперлигата ни е, да кажеме, од најдобрите лиги. Македонија е мала. Ја и Ѓоргонот ќе запалиме кола, ќе отидеме до Кавадарци, ќе отидеме до... ќе гледаме, навистина е убаво. Да, значи тоа со една медиумска покриеност од аспектот на популаризација и афирмација на ракометот, дефинитивно треба да го поделиме во повеќе денови. Четврта тема, а овие теми ќе ни се испреплетат, ќе зборуваме со нив и на панелот, а за оваа тема зборевме и со
со министерот Борко Ристовски е спонзорството. И сега јас вака брутално и банално кажувам. Јас и мојата фирма сме одлучиле да даваме 100 евра во РК Алкалоид. Алкалоид не им треба 100 евра, во РК Аеродром. Ги сгреш. Во РК Аеродром. На крајот од годината сме дале 1200 евра. И мене сметководителот ми вика, а ја така го читам тоа, ти си казнет од државата што си му помагал на клубот и треба да платиш персонален данок на тоа. На парите кои што се дадени треба да платиш персонален данок. Дали можеме ние тој систем на спонзорство повторно да го направиме од еден период беше така со одредени олеснувања даночни. Ја вака викам, дури нека нема даночни олеснувања, ама да нема даночни казни. Да не се даноч од парите. Сега не би тука тоа знам дека не е дел, затоа ти велам со министерот зборевме околу тоа е задача на министерството за финансии. Мислам дека тоа дали може тука федерација да притисне малце? Да, и мислам дека е министерот во министерството, се не знам тука колку збориме за спорт, за Борко, во делот со финансии, како тоа би се извело, меѓутоа мислам дека има и некој, се работи на некој предлог закон, кај што мимо овие субвенции кои што ги дава државата, би се давале спонзорства, зборам од аспект на приватните компании и фирми, кои што парите кои што би ги дале во субјектите кои што имаат дејност спорт, тоа се односно клубовите, тие пари би добиле некој олеснување во однос на дали е тоа персонален данок, дали е данокот на добивка и така натаму. Така што мислам дека и тоа е нешто кое што може да се изреализира во иднина и би придонело многу за спортот генерално. Сепак покрај субвенциите од државата, кои што сепак збориме за дејност спорт, нормално дека и компаниите, ова што го зборевме, дали од аспект на општествена одговорност, дали од аспект на имидж, промоција, на имидж, така натака. На фрустрација некој. Па сега така. Треба да, што се вика, доколку треба да помогнат во развој на јас ти кажам, значи јас се соочувам со таа тема. Ја вака размислам, значи еден клуб според мене за да биде стабилен треба да има најмалку 3 столба. Првиот е државата. Вториот се спонзорите. А спонзорите, ама вакви 95. А такви 95 можеме да дојдеме само со даночни олеснувања, не ослободувања. Од јас кој ќе појдам сега, извини, кај Александар и ќе му кажам, дај да им помогнеме на овие 1000, 2, 5, 10.000 евра, и ако ќе се јави сметководство, ако ќе му каже, тие 10.000 ќе те коштаат 12 на крај, да, тој момент некако ги одбива луѓето. Меѓутоа, доколку тоа правилно се концепира, и фирмите и компаниите, пази, кроз успешноста на компаниите, успешноста на тоа што го работат и го творат тука, значи дали е обрт, дали е профитот кој што го остваруваат, значи да се мотивираат компаниите да своето работење го реализираат и го, како да кажем, го апгрейдуваат и сето тоа што го прават, дека ќе може дел од тоа да отиде во некој спортски клуб, федерација или било како. Државата да ги мотивира компаниите не да ги демотивира. Точно така. И така и таа сива економија мислам дека би се свела исто така на минимум. Кај помаливе клубови како се сведува, значи одиш тропаш на врата во фирма, бараш подршка, помош и он вика ај ќе ви купам дресови. Пошто фактурата за дресовите ќе му помине како можеби као ХТЗ. Да. Нели, или ќе ви платам автобус и сега тоа ми нема систем во тоа, ме разбираш, тоа е инцидентна подршка. А за да имаме стабилен клуб, стабилен спорт, ни треба системска, долгорочна подршка и компаниите да се ослободат од притисоците, од темите дека нешто ќе им се случи, дека негов да знае дека 5-10 години ќе му помага на тој клуб, дали со 100 евра, дали со 1000, дали со 100.000, дај Боже, има големи компании, така. Сега ќе ти кажам нешто, пошто јас се со клубов, да, сум инволвиран во ракомет, меѓутоа последниот период сега вака еве кога разговарам со повеќе клубови, многу сум изненаден од фактот што многу голем дел позади клубовите стојат приватни фирми. Што не го знаев така, ми не беше овако и тоа баш многу ме радува, затоа што ова сега што го збориме се одважуваат приватниците да дел од својот
профит и така натака, работење го вложат во спортот. И баш ме радува што е фактот така и треба уште поише да се охрабрат, да вложуваат и финансираат за доброто на ракометот и на спортот генерално. Не знаев, пошто нели генерално и општините доста помагаат, меѓутоа голем дел од приватниците имаат навлезено во приватните во субјектите и така одвојуваат дел од своето работење. Третиот столб на финансирање, сега ги спомнам, се општините. Тоа е кај нас толку шаренолико и толку не дали може и тука да се направи систем. Пример, Битола вложува X пари, аеродром Y пари, Струга Z пари. Дали може тука некако федерацијата да се најде во функција на некаков медијатор, канализатор, на некаков рамноправен систем? Убаво кажа Горан на еден подкаст, репрезентативците не доаѓаат само од Скопје и од Битола, доаѓаат и од Радовиш, доаѓаат и од Струмица, и од Струга, и од секаде. Види, генерално, тука мислам дека треба да се направи една национална стратегија за спорт. Тоа што го кажа... прашање повеќе за Борко. Да, повеќе за министерот, али јас сега да не би политизирал, меѓутоа и општините што ги одвојуваат парите, значи се премногу спортски субјекти од сите дејности на спортот на кои што општините и веќе помагаат со, да речеме, најразлични, дали им дават сала, дали им дават субвенции, парични средства и така натака. Меѓутоа ние треба да направиме една стратегија кои спортови најдобро ни афирмираат државата и да се насочиме на тоа и да речеме општините кон тие некои спортови би можеби по реони, да речеме, зависи затоа што нели секој регион си има нешто така. Некој одреден спорт кој што некој ген кој што си влече, па сега реално така. Што може во тој аспект нешто да се размисли во делот на тоа субвенционирање и помош на ракометните клубови. Последната забелешка што ми е ставена е полесна од овие претходни прашања, а исто е згодно со тебе да ја поразговараме вие годинава во Бутел имате, сега ќе ме поправиш ако грешам, имате играчи на позајмица. Значи, прашањето ми е двојна регистрација, а ќе се вратиме на оној момент. На млад играч добива шанса да е дел од ростерот на првиот тим. Ако е густа утакмицата, нема да добие минутажа, ако нашиве имаат разлика, па ќе добие 4-5 минути. Прашањето на двојна регистрација, некогаш во спортот, а во други спортови активна, не знам каков е статусот со тоа прашање. Значи, имате вие играч во Бутел, 17 години, таленте, ама сега играме многу важна утакмица со Пролет. Знаеме дека нема да добие шанса, а во исто време малиот има двојна регистрација и настапува за клуб од прва лига. Аеродром, да го речем. Мислам дека кај нас е сега системот на двојна регистрација, односно подпишуваме договор на давање на враќање на играчот, не е како класична позајмица. Тука треба да се размисли само да не дојде до злоупотреба на Значи, зборуваме вака во два ранга. Играч од Суперлига, млад талент кој што не добива минутажа, двојна регистрација, овој викенд сигурно тренерот нема да го планира во ростер, ќе го пушти, ќе се изигра 30-40 минути у прва лига. Па да, ама не е и само надпревар. Пак треба и тој играч, нели, да се ухвата со таа екипа, треба тренинзи да биде таму со екипата како, нели, не може само да се појави на надпревар и да изигра 60 минути, пак треба да направи некои тренинзи. Сега знаете како и клубот кој гледа играчите се сака да го пушти побојствено, да не се повреди од условите во другите клубови и така натаму, али не знам, искрено не сум размислувал за ова. Кај нас мислам дека нашиот систем е сега на двојна регистрација, односно играчот доаѓа, ти кога подпишуваш со играчот, подпишуваш дека он е сега член на, да речеме, на Бута, меѓутоа на крај на годината повторно подпишува со околите или има активен договор. Или има активен договор, да, нешто така. Не, искрено не знам како се деталите, али треба да се пази да не се злоупотреби таа работа, че можеби само за младинските категории или така.
Ја како тргнав ќе напишам програма. Ти добар си да ти кажам. Ама ова ми е само 10%, ја неќам са... Детали имаш добри Неќам забелешки, да- мислам, на место Ќе си ги добро си Кога ги ќе дојде време, ја канонизирал. ќе ги пуштам и другите прашања, Добро си да. ги канонизирал. Дали ја нешто пропуштив, што ти вака си го сметаш како одреден предизвик, одредена задача, ако утре ја добиеш довербата на клубовите и да речеме како први ко Трамп сега што влече драматични некои потези, имаш ли нешто така замислено? Па види, генерално мислам дека треба да се даде акцент на женскиот ракомет. Да кажам дека мажеви и на клубско и на репрезентативно ниво кажавме дека можеме да се носиме со тој европски и светски крем. Мислам дека тој период на генерации го поминавме, дека добро се работи, дека тука има некои услови, играме Европа, клубови и така натака, сме застапени на таа европска сцена. Женскиот малце ни потонаа што се вика, така што треба тука да се удри акцент да пробаме. Имам исто така една статистика, ајде сега ќе кажам, кој што ја приметив баш овие неколку месеци. Не знам дали знаеш, најголем дел од женскиот спорт има во одбојка. И одбојкариве сега имаат, како да кажам, клубови што бројат над 300 девојчиња. Девојчи. Да. Ние да кажам, не знам у лигата дали имаме 300 девојчиња. Нема. Ето, така го збориме за еден клуб. Па и денеска и се јавија на Леа да ја ангажираат во клуб. Ти Да, кажав и ми през кажа кога зборевме, предходно. така, значи нема играчи. Нема играчи и ние треба тука да работиме активно на таа популаризација и афирмација на женскиот ракет. Тоа би го постигнале само кроз резултати и работа. Прво, ајде тргнеме од работата, да се мобилизираме околу училиштата, основните училишта, средните училишта, да обезбедиме основни услови за игра, да им дадеме на клубовите кои што малце тешко функционираат и тука ми е тоа во програмата, значи таа нека помош со која што би стапила федерацијата, најосновни средства, топки, лепаци, дресови, еден стимул плюс. На панелот ќе има едно прашање што сега го знам, видовит сум од женските клубови, а веќе се најавија неколку женски клубови. Ваучерот за машките и ваучерот за женските клубови. Тоа е секоја година тема Така. на собрание, да кажам. Да. Да, има тука нека си голема разлика и во буџетите кои што ги имаат и машките и женските клубови. Али генерално мислам дека не е толку ваучерот проблем, колку што е прво немаме селекција за младинци и за кадети или за пионери. Значи мораме подитно да ги направиме селекциите во младинските категории на женската репрезентација. Да земеме активно учество на турнири, пријателски надпревари, да ни дојдат репрезентации, да одиме, да ги посетиме, да види јавноста дека женскиот ракомет е жив, дека се случува нешто. Па тие девојчиња кои, како да ги кажам, одбојка ќе дојдат или кошарка ќе дојдат во ракомет. Да, на репрезентативно ниво, ајде, овие 2 години малце... Сте направиле анализа што е причината што ги влече одбојката? Не сум направил Тоа е битно. Сега го дозна, предпоставам, нема што да ги влече, пошто женскиот, видиш, одбојката нема подобри резултати од ракометот, али можеби е условите кои што ги нудат самите клубови кои што работат внатре, или спонзорите кои што работат внатре во клубови, така што мислам дека проблемот треба да го решиме од почетокот, од најмладите категории. Кроз самата таа работа која што би дошла кроз годините, мислам дека и на репрезентативно ниво би имале резултати. Секој позитивен резултат, секоја афирмација и во Европа и на било кое првенство носи само додатна вредност и зголемен интерес на младите за, како да кажам, да се приклучат кон одреден спорт. Така што генерално за женскиот ракомет е тоа. Обавезно мораме младите категории да ги афирмираме повеќе на превари, турнири, да земат учество, само така би ги вратиле девојчињата назад во женскиот ракомет. Ако Александар биде избран за председател на Ракометна федерација, и се одма ќе имаме проблем, РК Бутел ќе стане кандидат за шампион, ќе местат утакмици, ќе влијаат на суди. Кај нас е исто таков наративот, дека председател на клуб и председател на федерација
дека не оди, дека ќе има конфликт на интереси. Добро, генерално ние од осамостојување па до сега секогаш председателот бил некој, да кажеме некој сопственик или инволвиран ентузијаст од некој клуб. Во некој клуб и што е добро, позитивно, она што го зборевме претходно, дека мора знае ракомет. Значи не може да дојде од, не знам, од сервис. Некој сектор таму е од сервис да хотел, да. Така што тоа е позитивна работа. Конкретно види, Бутел нема да го правиме шампион, ти кажав и преска. Јас дека имам амбиција, ама таа амбиција која што ја имам за клубот, ти кажав како ме исполнува и на сите тие други начини, освен резултатски и сениорски, така што пред се, како што ти кажав и преска, ова што го правам и што сакам да го направам со мојата кандидатура е да го одржиме, да го подобриме, да направиме нешто добро за генерално македонскиот ракомет во целина, така што не ми е врзано со клубот воопшто. Не одиме на титул. Не, кажувам и тука и директно пред сите. Ти благодарам многу. Немаме такви амбиции. Фативме, мислам, некои интересни теми за мене. Ќе продолжиме на панелот уште некои теми да отвараме, да разговараме, ќе има повеќе луѓе таму, сите ќе дојдат со по некоја идеја. Ти и кандидатот вториот Начевски ќе имате прилика да ги изнаслушате сите таму идеи, да соберете. Ви посакувам фер борба, нека победи подобриот кандидат и се најдобро. За доброто на ракомет. За доброто на ракомет. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на покана уште еднаш, ми беше задоволство.